Беше тоа на 17. август 986 кога во Ихтиманскиот премин или Трајановата врата, византискиот цар Василий II претрпи пораз во борба од војската на цар Самуил, кој продолжува со нови освојувања се до 991 година. Беше тоа на 17. август 1903 кога во местноста Бигла, близу селото Арменско во Егејска Македонија, Здружените лерински и костурски одреди на македонските востаници извојуваа голема победа над турската војска и го десеткуваа турскиот гарнизон. По поразот, својот бес непријателот го истури врз Арменско. Селото беше запалено, а околу 130 жени, деца и старци беа масакрирани. Беше тоа на 17. август 1927 година, кога на фудбалското игралиште во Делчево, тогашно Царево село, биле поставени првите мрежи на головите и со пилевина било обележано игралиштето. Беше тоа на 17. август 1994 кога во Охрид се одржа првиот фестивал на новосоздадени македонски староградски трубадурски песни Охридски трубадури 94. Беше тоа на 17. август 1995 година кога во Скопје во издание на Министерството за одбрана на Република Македонија како прилог на весникот Вечер излезе првиот број на весникот Армиски збор, списание на армијата на Република Македонија. На 17. август 1873 во Новосело Штипско е роден Славејко Арсов, македонски револуционер и војвода во Битолскиот револуционерен округ. Беше соработник на Гоце Делчев и учесник на Смилевскиот конгрес во мај 1903 како и во Илинденското востание. На врвот Лингура, кај селото Долно Ѓуѓанце, Свети Николско, во борба против турската војска, тој загина на 22 јуни 1904. На 17. август 1902 во Прилеп е роден Методија Андонов Ченто, македонски револуционер и државник, прв председател на иницијативниот одбор за свикување на првото заседание на АСНОМ и прв председател на президиумот на АСНОМ. Тој се бореше за правата и за слободата на македонскиот народ, за вистината за Македонија. Поради несогласување со некои ставови на тогашниот режим на Демократска федеративна Југославија, во 1946 Методија Андонов со пресуда на Окружниот суд во Скопје е осуден според законот за кривични дела против народот и државата, и тоа со лишување од слобода 11 години. Методија Андонов Ченто е рехабилитиран во октомври 1990 година. Умре во Прилеп на 24 јули 1957. На 17. август 1943 во Штип е роден Славчо Стојменски. Неговото политичко формирање е поврзано со неговото дружење со Ванчо Парке. Двајцата се вклучиле во напредното младинско движење, уште како ученик Славчо бил познат на полицијата. Повеќе пати е прозиван в полиција и советуван да се откаже од револуционерните работи. Славчо се истакнал на еден конкурс за математика, па поради тоа добил и стипендија од Бугарското министерство за просвета и станал студент на Софискиот универзитет. Меѓутоа тој понатаму се ангажирал во народно-ослободителната борба. Есента 1941 се вратил во Штип и станал член на местниот комитет на Ској. За да ја проучат ситуацијата и да ги координираат акциите,
Во смисла на распламтување на народно-ослободителните борби, членовите на околискиот комитет во 1943 се собрале на состанок во Штип. Тој август полицијата дознала за состанокот и на 17 ја опколиле куќата во која се одржувала средбата. Во борбата која настанала, некои членови на околниот комитет успеале да се пробијат и да избегаат, но Славчо бил смртно погоден. Со одлука на председателот на Федеративна Југославија Јосип Броз Тито на 11. октомври 1953 година тој бил прогласен за народен херој.